Почитувани добар ден. Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените контроли во областа на сообраќајот. Деновиве сме на територија на Струмица и од преземените мерки можам да соопштам дека во текот на вчерашниот ден имаме 107 санкции на возачи во Струмица, од кои 69 се за прекумерна брзина. Се разбира, овие засилени контроли кои што ги спроведуваме даваат и соодветни резултати и тоа се гледа од намалувањето на бројот на сообраќајните незгоди. Во ноември имаме намалување на бројот на сообраќајни незгоди за 21%, во декември имаме намалување на бројот на сообраќајните незгоди за 23%, а во јануари имаме уште поголем процент на намалување на сообраќајните незгоди. Конкретно за Струмица имаме 46% на намалување на бројот на сообраќајните незгоди во текот на месец јануари. Како што гледате, насочени сме во последниот период на санкционирање на прекршокот прекумерна брзина, затоа што тоа е, според анализите кои што ги имаме во Министерството за внатрешни работи, најчестиот прекршок за сообраќајни незгоди со тешки последици. Апелирам до граѓаните да ги почитуваме правилата и прописите, да возиме според сообраќајните знаци и на тој начин заеднички да придонесеме за поголема безбедност во сообраќајот. Ангеловска основа за неприлагодена брзина или брзо возење, кои се други санкции, бидејќи изминатиот период имаше акцијска контрола овде во Струмица? Дали технички неисправни, нерегистрирани или пак возење под дејство на алкохол, освен ова со брзото возење? Да, она што е главна цел не е брзото возење, но покрај тоа ги санкционираме и сите други прекршоци кои што се причина за тешки сообраќајни незгоди. Тука се недавање на предимство на минување, возење под дејство на алкохол. Еве пред само 20 на минути санкциониравме возач кој имаше над 2%, над 2 промили алкохол во крвта. Исто така санкционираме возење без возачка дозвола и возење на нерегистрирани возила, прекршоци кои што можат директно да ги загрозат сите други учесници во сообраќајот. Апелирам уште еднаш, колку може граѓаните да бидат насочени кон почитување на сообраќајните правила и прописи. Затоа што колку повеќе ги почитуваме, толку побезбеден сообраќај ќе имаме.